Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во музичката емисија Вековни ноти. И за почеток, веднаш да ви го представиме нашиот вечерашен гостин соговорник, господинот Стојан Троицки. И за тебе, господине, добро вечер. Добро вечер. Добро дојдовте во музичката емисија. Добро вечер и за водителот. Благодарам, ќе го продолжиме разговорот. И за публиката, се разбира. Ќе го продолжиме разговорот, а пред тоа една убава македонска народна песна од музичката песнарка на групата. Господине Троицки, твојот музички живот е доста богат. Од каде да почнеме? Еве јас предлагам да почнеме како што гледаш на масата има 2 тома на Вековни ноти, кои што ти добро ги познаваш. Добро си запознат со тоа. Тоа беше блиско далечната 2001 година кога се промовираше оваа книга, но во состав на тоа беше и една изложба музичка насловена како музички град Штип. 100 години. 100 години музички град Штип. Добро се сеќаваш, баш ми е драго. Беше во друштво со професор доктор Томе Саздов, кој што тој е и рецензент на оваа книга. И промотор. Мислам дека и промотор. Точно, да. Кратки сеќавања за тој дел од 2001 година, господине? Мене ми беше задоволство да присуствувам на промоцијата на овие вековни ноти, бидејќи видов таму е доста голем труд вложен и е направено доста големо патување да се собере сето тоа, да се мелографира, да се нотира, да се нотографира и така натаму и така, и да остане како богатство за некакви наследство на идните генерации. Мене ми беше посебна чест што таа вечер седев со професорот Томе Саздов и јас добив задача тогаш, беше договорена таа работа, да прочитам еден кратка една рецензија на изложбата на 100 години Штип. И така беше тоа направено и мислам со таа изложба завршуваше Штипското културно лето.
Господин Трицки, да проговориме малку за твоето образование, твоята лична карта. Се сеќавам дека своевремено, после завршувањето на твојот избран и одбран факултет, држеше и дневник како професор. Да. Ќе ми дозволиш да те речам професоре, колега? Па добро, јас сум по диплома професор. Да. И стоја дипломата и пише така професор по литература и македонски јазик. Се запишав на економски факултет. И бев 2 години, односно 4 семестра на економски факултет, ама имаше голем прилив и беа жестоки критериумите, а истовремено свирев низ Скопје и не можев да се така целосно посветам на учењето и така почесто паѓав на испити. Бидејќи имаше Ни срам ни перде. Да. Признаваш, нели? Па да, ама имаше многу убав живот во Скопје, имавме оркестар, студентски оркестар со Гоце Димитровски, да не ги бројам сега кој Голем дел од времето таму губеше? Па не го беше, него они доаѓа од кревето ме ваде, јас учам, они дојдат ме вземат, ајде имаме свирка и така. А ти добро срце не одбиваш. Да, и не видов дека некако се губам на овај факултет и некој чудна се створи една атмосфера, почнаа сите да бегат од економски факултет, посебно мојата генерација, Благој Самоников го напушти економски факултет, отиде на компаративна книжевност Загреб. Симо Крстев, кој беше со мене, исто така, па се врати на економски, јас исто така се запишав на филозофски се викаше во тоа време факултет, група југословенски книжевности. И лека по лека го завршив факултетот, паралелно со тоа не напуштајќи ја музиката, односно свирењето, те малце во Тешево, те малце во Струга, те малце во Вама. Твојата втора алтер его не го забораваш. Да. Па добро, тоа беа корисни работи, бидејќи се плаќаат. Тие работи можеме како студенти да се издржаваме. Јас сум човек од сиромашка фамилија, не сум. Татко беше шофер, едноставно, да кажам, мајка ми не вработена. А јас 66 година отидов во војска. 67 година се вратив од војска и почнав да барам работа. Во Штип немаше работа, тешко беше времето за вработување и излезе конкурс за професор по македонски јазик во гимназијата во Виница. Имав таму школски другар со кој во иста клупа седев, но го замолив таму да лобира, конкурирав и ми прими. И работев таму цела школска година во гимназијата во Виница и тоа предавав на 3 и 4 клас. Ето, јас го продолжиме разговорот. Да. Почитуваме гледачи, и ваш не ве забораваме, следуваат музичките рефрени од Штиплан.
Господине Троицки, да го продолжиме разговорот, повторно сме во музичкиот дел од твојот живот. Твојата музичка младост е доста богата. Гитарист, член на културно-уметничко друштво Македонка, се познаваш своевремено и си соработувал со многу музички имена кои се доста популарни. Во кратки црти, тој богат музички млад живот во твое време. Види, тоа е некоја чудна ситуација, такво некакво полетно време беше. Времето беше така мотивирачки и полетно. Сите ние во тоа време се запишавме во нижната музичка школа во Штип и јас имав задоволство и среќа да учам кај директорот на школата Сергеј Михајлов. И тој ми одреди да свирам инструмент виолончело, или ја како што ви кажеме тоа големата виолина. Чело. По завршувањето на нижната музичка школа, кога веќе нараставме, станавме вака пубертет и почнавме да се бавиме со джез музика, знаеш. И во Штип, бидејќи во Штип имаше една традиција која ние ја наследивме и да продолжиме. У тоа време 52 година кога се отвори памуштната индустрија Македонка, веднага се отвара и културно-уметничко друштво каде почнуваат да членуваат и луѓе што не се вработени во тоа, а ние како ученици партиципиравме во сите ансамбли, сите оркестри во КУТ Македонка. Тоа беше една прекрасна работа. Посебни мотиви ни беше присуството на Драган Джаконски Шпато, кој ги работеше сите сите аранжмани и со кој станавме дури многу блиски пријатели. Имаме доста турнеи со КУТ Македонка низ цела Македонија. Учествувавме во разни надпревари во државата и секогаш ти посвојуваше некакви први места благодарение на локомотивата што се викаше КУТ Македонка. Во тоа време таа популарна, да ја наречеме, или забавна музика беше многу атрактивна. Немаше пеачи, немаше звезди Македонија. Неколку пеачи беа као Велко Трпчевски, како Љупка Апостолова и така, немаше некои истакнати звезди од денешниот карактер. Единствено успеа да се наметне во тоа време Христо Крстевски, нашиот сограѓанин. Па ние имавме прилика да гостуваме надвор од Македонија, бидејќи памуштната индустрија Македонка имаше братски односи во тоа време со многу фабрики текстилни во Југославија. Така да бевме во Лесковачкиот базен, правевме концерти во Ниш, правевме концерти во Лесковац. Отидовме во Натронка Маглај. Натронка се смета за фабрика која прв пат го уведува работничкото самоуправување во тоа време. Имале Македонка некаква соработа. Бевме во Маглај, во Теша и во не знам каде. Па после бевме во Бугарија на турнеја во Кюстендил и Станке Димитров, сегашна Дупница и така натаму. Ако не се лажам, пред 20 година се случи нешто добро во Република Македонија. За прв пат се формира оркестарот или забавниот оркестар Диксиленд. Да. Твоите сеќавања од тие години и кои беа членови и каде гостувавме сето тоа? Мајк. Тоа, сигурно мислиш на Македонија Диксиленд бенд. Нашиот штипски Диксиленд бенд, да. Па во тоа време Симеон Савев беше директор на музичка школа. Јас доста патував на Југославија, скоро и не се вртев во Штип. Да. Бидејќи имав такви активности, правев од Љубљана до не знам каде, низ сите центри, правев штанди, промоции, типо, и скоро не се застануваше во Штип. И Симо ме сретна еден ден, рече, сакаш ли да се вратиме малку да свириме и ќе направиме Диксиленд оркестар. А ја патувајќи низ Југославија ги посетував сите биг бендове тогаш во Југославија и одев на проби. И се сеќавам тогаш да контактиравме со Живо Ингличич и со Гоци Димитровски да ни симне од богатата Диксиленд литература што е во светот, да ни стигне одбрани номери. За ваш репертуар. За репертуарот, кој беше поставен на пулт, да свириме и почнеме да свириме и тоа благопријатно беше. Добро прокаравме со тој Диксиленд бенд, тој остави добри впечатоци уопште во нашата јавност. Бевме во Валјево на некакви смотри Коста Абрашевиќ, каде здобивме некакви награди. Излеговме на насловна страна на Вечерни новости, се кајам се тога и у Југославија. Излеговме во Експрес Политика, се пишуваше кај нас. Потоа јас, бидејќи работев во Астиво, правев огромни штандови по Београд, по Скопје, по вамо, за да направиме пропагандни активности, да свртеме внимание
со Дикселендо настапуваше на штандот На модниот штанд во Белград. на Стиво. Само кажи малку, дали си ти првиот што го донесе кантри или Бенџо, джез бенџото. Па види, веројатно сам ја првиот бенџиста во Македонија, што е свирил бенџо. Јас свирев бенџо во Скопје уште 61-62 година како студент во КУТ Мирче Ац. Тамо се формира еден оркестар во кој членува момци што беа на средната музичка школа во Скопје. И јас од Штип однесов едно бенџо кое го најдовме во Комитетот на младина, во Фрлино тамо, па го носевме во помошната индустрија Македонка, да му направиме кобилица, да му направиме, да го санираме, само не успеавме да му направиме клучови за штимање на кожата. Он има кожа, па се затегнува и он се штима према тоналитетот на останатите. Да не збориме сега многу стручно, има херци тамо, колку херци. Значи, од градот благодарност за бенџото е сепак у твои раци. Па добро, јас го немам у раци тоа бенџото. Тоа и првото бенџо некој ми го однесе и украдеа ги двете бенџа, а кој ги украде нема поштен човек да ми го даде за успомен, барем да го имам дома. Го украдоа, едното беше собственост на КУТ Македонка, а другото беше собственост на КУТ Ванчо Прке. Поштовани гледачи, да. Во продолжение следува могуче да го замислиме. Господин Труцки, според мојот прашалник дојдовме до главниот дел од нашиот разговор. Моите информации говорат
А верувам во тоа, сложиш и ти си чедото на Макфест. Се разбира со твојот музички. Или Маквес е моје чедо. Да. Или Маквес е моје чедо. Имено тоа. Со твојот музички тим, уметнички тим и така натаму, да ги спомниме Гоче Ѓорѓиев, Методи Андонов, Столе Хаџијарев, Кирил Панајотов, Дончо Нацев Арбош, има е првиот испиција. Направивте европски бренд. На што се должи тоа? Да. И кажи го во кратки црти патот на сите убавени и маќи. Види, тој Макфес е голема работа, најголемо моје задоволство и најголемо моје разочарување во живот. Со него доживеав блескави мигови, а со него доживеав и тешки трауми. Скалинада. Тешки трауми, приватни трауми. Да, животот е скалинада. Но, не и се. Така требало да биде, така се водеа времињата, тој фестивал на некој начин Штипјани го донесува во Штип. Јас не го измисли фестивалот, да се китам со таа работа, но тој фестивал дојде во Штип по X околности во Македонија. Да 85 година Костадин Костадиновски и Леонид Манчев во Ландово го направија Фолкфест во Ландово. Со помош на тогашното Сдружение на естрадни работници на Македонија. И охрабрени од таа работа, тие продолжуваат да прават и забавен фестивал. Во тоа време, во Македонската радиотелевизија, раководител на музичката продукција и музички продуцент, не продуцент, раководител на музичка продукција е Кирил Милев. Поранешен директор на музичка школа, Штипјанец, доста респектабилна личност за мене, а во неговиот сектор работи и Благоје Чешларов, познат Штипјанец, трубач и продуцент на танцовиот оркестар во тоа време во МТВ. Они сваќаат дека пред нивните очи као музичка продукција се појавуваат фестивали на македонската телевизија надвор да игра. И одат, напаѓат, зимат одредени структури од таму и го прифаќаат они да го прават фестивалот Макфест. Повторно во Скопје да. Ја дури не знам кој е кумот на името на фестивалот Макфест. Веројатно од кратеката македонски фестивал. Јасно. Доаѓаат во Штип, македонска телевизија нема пари, неверојатно, или не знам што е работа, да го прави фестивалот, а Скопскиот фестивал не постои во мирување и доаѓаат со тогашните структури, раководни структури во град Штип, почнуваат преговори да во Штип почне музичко-сценска манифестација или фестивал на забавни мелодии. И таа 85-та година се воде битка, односно кој да го прифати фестивал, бидејќи фестивалот е нуден на Битола и веројатно е нуден и на Кочани, колку ја што знам. Политичката структура во Штип го прифати предлогот, не? Апсолутно го прифатиле. Сега да не ги го елаборирам и тие работи, они одлучуваат да прифатат, а Општинското собрание на Штип донесува заклучок за востановување на музичко-сценска манифестација, фестивал на забавни мелодии Макфест. Јас го имам тоа решение и препорака до Социјалистички сојуз да донесе одлука за конституирање, односно за формирање. И таа одлука ја имам, а градот ја нема. Бидејќи градот се откажа од целото наследство на Макфест. Овој град што го роди Макфест се откажа од Макфест. Ако се сите чукаме сега у гради, демек Макфест е наш. И сега, приказката е малку голема и блескава и тажна. Значи, мене Павле Ѓорѓиев и они се договарат на некакво ниво. Новинарот и водител. Да, договарат се на некакво ниво на кого да му го поверат фестивалот. Дали е тоа предлог на Тодор Улански, дали е тоа предлог на некој друг од раководните структури во градот, се одлучуват да ме постават мене за директор. За таа работа ми известува покојниот Павле Ѓорѓиев, кој ми беше соработник и шеф на прес-центарот и првиот водител на фестивалот Макфест. И јас го земам, само поставив две прашања. Прво на структурите реков, знаете ли што значи фестивал? И така, и почнавме да работиме, се споив со Дома на културата со Кирчо Лунгуров, кој излезе феноменално во пресет на мене и почнавме да работиме на конституирање, односно на конститутивните документи. Бидејќи јас ја познавав целата југословенска музичка естрада
Јас имав 40 и нешто години кога го земав Макбес. Значи во полна физичка, зрелите години. во полна музичка работна кондиција. А баш кај што имав огромен багаж зад мене, и на музички план, и оперативен, и маркетинг, и организационен, и секаков план. И тоа мораше да има успех. Но имав тука отпори во Штип ја. И почнавме ние да ги правиме конститутивните документи. Пази, не можете ви од воздух да направите фестивал. Морате да му ставите темели. Прво требаше да направи статути, матови, регистрации, администрација, у внатрешни работи се регистрирата. Правните проблеми. Имав таму многу проблеми. Да. Па морав да испатувам низ цела Југославија и да ги посетам сите југославенски фестивали. Да се сретнам со Војкан Борисавлевич во Белград, Да собереш искуство. кој го водеше Белградско пролече. Да ги видам нивните искуства. Ништо не добив таму. Седнавме во кафана Лондон во Белград, разговаравме. Наместо он да ми каже, ја му кажувам, така да не добивам. Бе во Загреб, за Загреб Фест, разговарав со Ивица Стамач. Почна нешто да ми избори, ама он вика, јас сам нов, па не знам де су документи и така да тоа. Па зборев со Никша Дабович, ваш лагер сезони у Сарајево. И конечно отидам во Сплит, бидејќи Штип и Сплит во тоа време беа градови побратими. Да. И ние имавме представник на Стипово во Сплит и да ме најавија таму, бев, се сретнав со Давор Петрич, се викаше директорот, и Анте Мирочевич, се викаше уметничкиот директор. И сега да искратам приказката, бидејќи немам време да ви го раскажам се од тоа, имаше една среќна околност, кога ја и образложив зашто сум дојден, што барам, па одакле, он вика, одека па вие сега Стиво, вамо, тамо, и така дали, така, ко сте ви, шта сте ви. И откако ги завршивме тие разговори, овој Анте Мирочевич ме праша, уметничкиот директор, вика, извини да те прашам, ти си од Штип ли си? Вика, јас сум роден во Штип. Пази, една чудна коинциденција дојде. И тука паднаа сите работи, значи, дефинитивно се отвори целата работа. Директорот Давор Петрич, на секретарката, све што има, да му даш. Столе, ти се враќаш во Штип после тоа, полсо искуства. И го тргнуваме, и го стартуваме. Тоа е една, разговараме, пееме. Следува убаво на тема. Proszę dał mi wczoraj szeta,
Господине Троицки, и покрај сите перипети, патот трлив тежок за да се оформи фестивал, дали Сдруженијето на композитори во Македонија ти даде зелено светло за фестивалот? Да. Во почетокот да. Во тоа време председател на Сојузот на композиторите на Македонија беше Властимир Николовски. Од прилет, да? И имав пријатно задоволство и можност да се видам со тој човек. А во советот, уметничкиот совет на фестивалот, седеше Тома Прошев. Исто професор на факултет, да. Пора беше директор на Филхармонија на Загреб, да. Еден извореден човек, композитор, висок ранг. Да. Ја бев на разговори со Властимир Николовски за да не подржат ако се они сојузна претезно ја промовира они класичната музика. Но он ми рече, момче, да си ја тераш работата, на нас во Македонија ни треба добра забавна музика. Тома Прошев го делегира да биде член и Тома Прошев ме страшно добро поддржуваше мене. Оти јас имав отпори во скопските кругови. Не беше така едноставно да се прикриена љубомора. Па имаше Зошто во Штип? Не љубомора, можда љубомора, али јас ги викам тоа имаше латентна обструкција. Да, прикриена. Посебно кога успеа првиот фестивал. Да. Тогаш почнаа опција. Но Тома Прошев ме заштити на еден маестрален начин. Не е ни важно тоа, бидејќи виде што се случува, каде работиме и кој стои за целата таа работа. Дека стои еден астиво за таа работа. Квалитетна екипа на тим. И добри екипи и добри тоа. И морам да кажам, ние во првата фаза со Киро Милев, бидејќи Киро Милев е првиот уметнички директор на фестивалот, да. Он ги донесе Славе Димитров и Лјупчо Константинов да бидат продуценти, едниот на едната вечер, другиот на другата вечер. Ние со Славе се споевме и тука и со Лјупчо и он отидоа на пат. Да. Но претходно ја одведов цела делегација заедно со Киро Милев, бидејќи Астиво беше моќна компанија, одведов цела штипска делегација да го гледаме Сплитскиот фестивал. За да видат луѓето што е фестивал и која е таа фестивалска машинерија. Да. И тука настанаа мали нечка е меѓу нас, но јас на Славе му реков, Славе, зашто сме ние дојдени тука? Да седеме у публика, да слушаме, да шлакаме раци? Да. Или на нас ни е местото за сцената. Да. И бевме таму, и таму ги избав. Па Славе го познава многу брзо. И почна работа. Тука јас го сретнав Ацо Разборник од Љубљана, кој беше удршто со една моја манекенка, односно манекенка на Астиво, што учествуваше на модните ревии из Љубљана, из Загреб, не вамо. Била му девојка на Ацо Разборник. И со Ацо се запознавме и почнавме да зборуваме дека правиме фестивал. А нашите музичари беа изгубени, тоа беше јуни месец, а во октомври треба да почне јули месец. А во октомври треба да почне мак. Троицки, значи сето тоа. И приказката е многу трнлив пат го победа. Многу е голема, направивме бренд. Првиот фестивал. Направивме и победник Елена Балагне. Па да. Продолжуваме со разговорот, почитуваме гледачи, уште една Штипјани со музичка доведица. Senza valerti l'eterno,
Директоре на Макфест, се уште сме столе во твојата функција. Почнува фестивалот, успешно почнува, со аплаузи, со полна сала. Колку време го работеше тој фестивал ти во твое време? Не знам, мислиш колку долго ли бев директор на фестивалот? Твојата биографија е само директор на последниот фестивал беше 2009 година, значи 20 полни 24 години го водев. Да. Сакав да го водам 25-тио, се деси една хаварија, разбрав дека ќе ме менат од фестивалот и тоа, пази, разбрав со Швајцарија. Во таа 2009 година веќе почнавме да го работиме фестивалот и влезе во одредени финансиски проблеми фестивалот и со Фершпет имавме малци проблеми околу финансирањето и јас дадов една изјава дека го стопираме фестивалот. Но тоа не е битно и тогаш од Швајцарија ни јави еден пријател и ми кажа дека спремај се, ќе те менат. Јас одма после 2 дена направив една консултација со Фершпет и сватив дека таму извршен огромен притисок на Фершпет, бидејќи ми рекоа заради тебе шо стап сам јадел. После 25 години работен музички лек. 24 години. 24, да. Видов дека и моите, а меѓу другото ми издадоа некои мои соработници, што со години беа тоа, работат таму кај тоа да си го зачуват местото, без да ме предупредат, што е нормално да ми кажат. Јас останувам да го водам 2009 година под покровителство на општината. Они го фрлат стариот фестивал, нека да чуат, бидејќи фестивалот беше регистриран како доел. Да. Го фрлат целиот фестивал, нас не изфрлат со сепартали од канцеларијата. Буквално кажано? Некои луѓе пак. Ни мене да ме викнат, ниту секретарот на фестивалот Кирчо да го викнат, земале му клуча на Кир од канцеларијата. Све живо изфрлиле од таму, пренеселе, фрлиле под ротацијата на Дома на културата, нешто фрлиле таму, нешто фрлиле у општината. Катастрофа. Целата документација, целата историја на фестивалот ставена во класори, педантно, како што Кире беше педантен, забележано писма, кореспонденција. Премно за архива, историска. За историска архива. Ја оставаме ли Штипија неќе архивата? Да. Општината, бидејќи го зима фестивалот, бидејќи тај беше на фестивалот општината. И пази да ви кажем една работа. Ние викаме Штипски, да, Штип го формира фестивалот. Но 97 година Штип се откажа од тој фестивал. Во 97 година требаше сите општествени организации, бидејќи тече транзиција, да се трансформират. Од Сдружение на граѓани, од културно-уметнички вакви да се трансформират, бидејќи ќе бидат избришани од регистарот на манифестации. Да. Во внатрешни работи се водеше и во Благоје Чоревски во тоа време кој беше заменик министар на култура ми се јави, вика оди кај градоначалникот, договорено е со Томо Миташев, кој беше градоначалник, договорено е 49% да го земе град Штип, а 51% ќе го земе Фершпет, да си остане фестивалот Штипски. Јас бев на разговори кај Томо Миташев, он ме викаше Стојанче, ние се знаеме како со граѓани, Стојанче, ти си знаеш добро работата, ние немаме пари. И што ја требаше да правам? Готово, заврши разговор. Да. Отидов во Фершпет и кажав работа дека Штип не сака да влезе као содружник во фестивалот. И тогаш една господја Кираца Трајковска, заменик директор на Фершпет, рече, бидејќи јас со Штерио работев наков, рече, Тројски, ние го зимаме целиот фестивал. Оваква манифестација нема да дозволиме, толку години го спонзорираме, нема да дозволиме. И така ги направиме документите и го регистрировме како доел на Успеавте да не прекине фестивалот Макфест. Не прекина. Да. И продолжи жестоко. А конкурира во Министерство за култура. Да. 10 години поред со елаборати. Ни еден денар не добивме. Да. И кога одев на разговори, тамо некои службеници ми вика, па шо барате пари, вие сте приватен фестивал. И јас се крстам со две раци, до ден денеска не ми е јасно што е. Наеднешка, сега во 2009 година, кој ја реков ке го прекинеме фестивал, излезе Министерството за култура да го спасува фестивалот и направија таратунга. Јас видов колку е саатот,
си напишав само оставка на. Лани се славе 30 години на Маквес. Да. Ниеднашка не сам поканет на Маквес. Карта немам ја за Маквес. Да. 30 години се славе. Они се наоѓаат Дарко Мијалковски, Балабурски, Оливер Балабурски, Трајче Иванов, не знам кој градоначалник, не знам, се наоѓаат на разговори со министерката за култура. Бидејќи као буџет немаш награди. Јубилеј, како да го прослават јубилејот, знаеш. И овој Балабурски што е, со кој бевме пријатели, Оливер, уметнички ректор, рекол, да не даваме многу награди, али дајте на еден човек да му даваме награда за животно дело. Човекот го направи Маквес на Стојан Троицки. Јас сум институција кој направи една институција со која овој град се гордее. Да. Ама овој Маквес со тој врска нема. Тоа е точно. Да се вратиме, господин Троицки, на убавите моменти. Ајде, можеш. Во твое време, ти во конкурсот објаве за песни на Макфес бараше да провејуваат фолклорните мотиви од македонското поднебје. Види, да ти кажам. Колку ти беше успешно тоа? Тогаш имавме прекрасни ние големи тимови. Да. И во организациона смисла, и во музичкиот тим. Славе Димитров и тие другите продуценти, тон мајстори, студија, едно друго, да не ти кажувам. Тоа беше добра екипа. И имавме размисла каде оди македонската забавна музика. Оте ја правев и такво советување во Сојузот на композитора. Каде оди македонската забавна музика. И тогаш рековме во секој наш конкурс што ќе го правиме, мора да има поможност во мелодиите што ги испраќате да провеја македонското поднебје. Да. Тоа значи да се црпат инспирации од македонското фолклорно творештво. И постигнавме блескави резултати. Јас пред да заминам од Маквес издадов едно CD, фолклорните мотиви во песните на Маквес. Има цело CD издадено со фолклорните мотиви. И пази, тоа добро функционираше и се направија прекрасни песни со кои ја препознаеш Македонија и така почнавме да го правиме музичкиот ракопис на Маквес. Тоа ти беше успешен потез. Тоа беше извореден потез. И следното прашање, привршуваме со разговорот со господине Троицки. Колку штипјани учествуваа во Маквес во твое време? Многу. Наброј некој? Иако бев осудувам дека не. Па почнувајќи од Раде Рагожаров, прво да го спомнеме, например. Сега дали ќе се сетиме сега, Раде Рагожаров, Трајче Манев, Катерина Мицанова, Гоце Мицанов, Емил Канаваров, Поп Димитров, Роберто Поп Димитров. Тоа е едно викат код зверче, како се викаше, и тоа пеја. Да. Па едно девојченце, забрави ги името. Па немаше фестивал без да има штипјанец певец. Да. Тоа беше политика, локал патриотска политика. Да, иако ме оптужуваа. Трајче Манев го спомна? Да. Победник во 87 година. Таа друга приказка, па со Трајче и Кемал Монтено има тама една друга приказка. Сакам да ти кажам, не водев, него натурив политика во која мора да се размислува каде е штип во фестивал. Сторе да ти заблагодарам за учеството, драго ми беше, пружам рака. Се надевам дека времењата ќе ги пречекаш малку подобри, за да добиеш гратис карта и столче во публиката. Гратис карта и столче, да. Да ти се множат пензионерските и музичките години. Почнемо гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во оваа музичка вечер. Се надаме задоволни. Ви испраќаме со песна и се гледаме наредната недела со нова музичка премиера.